Раните 90-ти години жените ја почнаа борбата за рамноправна економска, социјална и политичка рамноправност со мажите. И токму на ова поле, според моменталните состојби во светот, постојат две крајности. Жената ги ужива сите права, наспроти земји каде жената се уште е во повластена и незавидна положба при интеграцијата во општеството. Македонија по ова прашање глобално, според познавачите на приликите, позиционирана е во златната средина и ракавицата е во самите жени. Имаме една законска регулатива која што дозволува да жената си ги добие своите права и во политичкиот живот, и во економскиот, и во социјалниот живот. Меѓутоа, прашање сепак овие простори тука носат своји траги, своји предрасуди, своји стереотипи. Прашање како самата жена ќе се избори во општеството, а тоа општеството во Македонија, барем сигурно сум дека го дозволува. Како архитект на општеството со своето битие и по етимолошка гледна точка како творец, сепак добивањето на рамноправноста носи своји траги во животот на жените, посебно ако се има предвид фактот дека жената е и во домот, и во семејството, во работничките организации и секако во политиката. Но со добра, избалансирана организација, успехот е присутен. Прочитав пред некој ден и намисла архитект на општеството, навистина со сите оние природни предиспозиции што ги има жената, темперамент, енергија, уште дури ако се земе етимолошки и генезата на самото човешко настанување, значи неопходно се жената да биде во политиката, не само за рамноправност, не само за еднаквост по законите, туку навистина енергијата која што има жената, организационите способности, начинот на работа, навистина се неопходни и треба жените сами да се поттикнуваат да го дадат својот придонес. Значи, политиката не е машка професија во никој случај. Треба сите да го дадеме својот придонес за подобро општество, за подобро живење. И кога законската можност е тука, поддршката од семејството присутна, сепак постојат традиционални размислувања за експонирањето на жената на политичката сцена. Законска регулатива имаме, меѓутоа постепено треба да се подигне свеста да самите жени пред се сакаат. Ние жените немаме бариери од мажите. Еве тоа јавно го кажувам сигурно. Меѓутоа самата жена треба да е таа што ќе посака да биде на нека раководна функција. Исто така може да се каже дека она што вие го споменавте во најавата, проблемот е малце повеќе кај руралната жена, кај жената ромка од националностите. Значи повеќе тука се традиционалните вредности застапени да жената сама не сака да се насочува во овие води. Тука е нешто што треба навистина се поработи во иднина. Овие факти се показатели на работите во земјава и дека треба жената да се избори за својот пат сама, бидејќи многу е важна нејзината улога во креирањето на политиките во едно општество.